Добар ден. О, добар ден. Добар ден, добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, имам многу работа и немам многу време. Би сакала да ве прашам нешто. Да, повелете. Дали ќе може јас да земам некој кредитче од кај вас? И како би можела да земам некој кредитче? Кредитче? Кои услови треба јас да ги исполнувам да можам да ги земам вашите парички кај мене и да ги трошам? Па се извинувам, ние не даваме пари за трошење. Нашата банка само ги штеди парите. Не, чекай сега да се објасниме. Ти каква банка си? Кредитна банка си или каква си? Јас сум банка над банките. Најголемата. Ама Петко, ти ако си банка треба да можеш да ми дадеш мене кредит. Јас само сакам да трошам пари, треба да ми дадеш парички, да можам да ги трошам. Без ближување. Ама чекайте сега, жолтата линија е само ако има некој пред мене, ако нема некој пред мене, јас можам тука преку шалтерот да дојдам и да зборувам што треба. Јас не би сакал да се караме преку шалтерот, добро, се извинувам. да се разбереме. Добро, се извинувам. И сега велите нема да ми дадете парички. А зошто би ви дал парички? И па ако сте банка, треба да ми дадете парички. Па парички? Па ќе ми се налутат Пони, Виви, Чаки и Сречко ако ти дадам те парички. Гледаш дека не се сите твои пари? Ета, гледаш дека не се сите твои пари. Кажи ми чии се овие парички? На банката. Има, чекай сега како банката. Прво да те прашам нешто. Колку оваа банка е сигурна да ми кажеш? Оваа банка е многу сигурна. Јас сега ќе ви, како се викаше, демонстрирам. Да, може. Значи, јас сега ќе ви демонстрирам како функционира нашата банка. Секој ќе си помисли дека нашата банка ги чува паричките во овие тајни шкафчиња тука. Сефови? Добра. Сефови, меѓутоа не е точно. Ние не чуваме парички во сефови, туку во една обична корпа кој никој не би помислил дека е корпа за чување пари. Леле Петко, кој ти ги дал тебе паричките во доверба? Мене не ми е јасно. Па, Пони, Виви, Сречко и Чаки. Ама Петко, вистина е дека си ти најштедливиот и дека навистина треба да имаат доверба во тебе, бидејќи ти не би ги потрошил никако. Гледам дека ниту мене не би ми ги дал. Не. Ама има подобар начин од тоа да се чуваат парички во една ваква, убава, прекрасна кутија за играчки. Така, никој нема да позне, бидејќи јас сум најштедливиот, затоа мене ми сигурни се парите во кога ги чувам јас. Ама чекај, малку да ти кажам нешто. Кој сака да купи точак, чекај Петко, застани. велосипед? Не, друго јас сакам да те прашам. Еве на пример сега, ако јас ти кажам дека овие парички може да ги искористиме на пример за да си купиме нов прозорец. Јас ќе ти кажам не. Како јас ќе ти речам? Ама Петко, дај ми ги овој месец, па другиот месец јас ќе ти дадам на тебе парички, ти ќе можеш да им ги вратиш на Пони, Виви, Чаки, Петко. На сите. На Сречко. Па тоа не би можел да го направам пред да ги прашам дали смеам тоа да го направам. Разбираш? Сега, пред да ги прашаш, па нели ти ги дале тебе да ги користиш? Не, само да ги чувам. Само да ги чуваш? И јас ги чувам во оваа прекрасна корпа и тука се најбезбедни, разбираш? Па јас не би рекла дека се безбедни. Зошто? Не би рекла дека се безбедни. Па така, има подобри и посигурни места за чување парички. Како на пример? Па ајде размисли. Ти ќе ми кажеш сигурно? Банка, па јас сум банка. Ама не си ти банка. Банка сум. Ако си ти банка, треба да знаеш. И сега кажи ми што добиваат тие со ова штедење кај тебе? Што е предноста тоа што ќе штедат кај тебе? Само момент. Се извинувам, јас ќе ставам затворено, затоа што многу се размуаветив со клиентот, се викаше? Клиентот, да, добро, може за време на пауза да бидеме Мина и Петко, да не си играме банкар и клиент. Мене ми е интересно. Добра, мајде се напиеме по едно несле, нека одат реклами. Само да ти кажам, зашто е мојата банка најсигурна? Затоа што е најсигурна. Сега затоа што е најсигурна и не е баш никаков одговор. Ајде, да живееме. На здравје. Епа...